Ај, здраво и живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. Како ви ветивме, специјално издание за оваа година да ја завршиме као што прилега. Премиер една што до сега историјата на Македонија не е запамтена, да имаме чести уважување, директно да сите прашања ни ги одговори во прво лице нашиот ценет драг председател на Македонската риболовна федерација, челната фигура, главешината нашиот гласноговорник. Па повелете, председателе, пред се да ве прашам дали ќе зборувате вистината искрено и на сите прашања искрено ќе одговорите. Без монтажи, без ништо. Ветувате, значи? Повелете, представете и се на јавноста. Здраво, јас сум Филип Серафимовиќ, од лани председател на Македонска риболовна федерација, иначе рибар од дете, член на Рибар 2011 од Скопје, долгогодишен секретар, влюбени во природа, риболов, уживање и тука сме да пробаме нешто да направиме подобро. А воедно и вечерва ќе се потрудам најотворено да одговорам на сите прашања кои ги поставивте и кои не ги поставивте. А сте помислили да ги поставите? Аки Кавасаки е тука, у негово име ќе ги поставиме. Аки ќе ги Сега пуно се прашуваат зашто низ периодов и општо ви давам поддршка и ставно сум на ваша страна и ве фалам, верувам во вас и уважувам, почит и довербата ја давам. Првенствено 15 години сме пријатели, другари, се знаеме од само формирање на пред се форумот, страната па и Сдруженијето рибари сме минале дузина деценија и пол више зад нас, каде човек не може да глуми година, 2, 5, 10 ќе искочи на виделина кој. Ја од тие сите години не сум приметил кај тебе никаква сумња у мене да се разбуди у нешто, да сакаш да мутиш, да на страна комбинираш нешто, да гледаш интерес од све што сме до сега правиле акции. Све било на добра волја, волонтерски, не си човек кој сака да се истакнува, да доминира со нешто, да се расфрла чаламот, да го тера. Го познав и нека му е лесна земја татко ти кој го обожавав, исто кој беше стар рибар, кој беше на место човек и као вика, ако саш да бираш момчето, гледај го таткото и обратно. И знаејќи све тоа како идело и било, не остава простор дека ти ќе све тоа погазиш, ќе го однесеш у една насока каде што и не гледам ја некој огромен дека профит и покрај толку луѓе околу тебе скенирано, пратено, контролирано, да ти успеш све тоа изманипулираш и нешто изградиш и се нафатираш. Ај, пошто почнавме со таа тема да ти одговорам. Таа е највише што ги боли копка си. Во рибар сум во управен одбор, прво ќе почнам од рибар. Во рибар сум во управен одбор и во секретар на Сдруженијето од самото формирање, знаеш и сам. До ден денеска не е само ја, туку никој од рибар не земал денар од Сдруженијето. Концесионери бевме 6 години, земавме се нова концесија на 12 години. Се што влага рибар оди во заштитата и во порибување. И толку. Денар не е дај ни за гориво, ни за кафани, ни за сметки. Се што сме правеле, сме собирале, сме правеле од нас. Во федерација. Прво да ги поздравам сите што ми се, како беше на фотелјата ми се уарнила. А, ја пробав ја за фотелјата, управо се. Фотелјата, да, ева, фотелјата е едно столче старо. Од НАСА. Од НАСА, да. Со сите салтанати. Функција во федерација е волонтерска. Председателот, генералниот секретар, па и од неодамна и цел управен одбор, сите се волонтери. Единствени вработени во федерација се рибочувари, двајца со положени испит за рибочувар, кои што се вработени согласно Законот за рибарство и аквакултура и тие вршат контролата заедно со Комисијата за заштита на водите кај што нема концесија. Тие се луѓе што се вработени и зимаат плата од федерација. Затоа што федерација има законска обврска да има таков вработен. Сите други се волонтери. Управниот одбор, тој на собрание кажав, не зема дневници. Се исплаќаат само патни трошоци
на оние членови кои што ќе дојдат надвор од Скопје. Делегатите тие што ги викаат од издруженија. Зборувам за членовите на управен одбор. Управниот одбор, собранието е највисок орган на риболовна федерација. Тоа се станува најмалку. Тоа малце да ни го Тоа се состанува појасните. најмалку еднаш годишно, има редовни седници, има редовни избор, има вонредни седници и така натаму. На Кој е столбот што се моралната екипа? На собрание учествуваат делегати од сите здруженија членки на федерација согласно нивното членство изразено преку легитимациите Представници на своите во текот на членови. претходната година, да. Односно, согласно статусот на секој статутот на МРФ, на секој 250 члена следува еден делегат. Ако имаш 499, имаш двајца. Ако имаш 501 член, имаш више тројца делегати. И така натаму. Тоа е собранието. Собранието на 4 години избира председател и избира членови на управен одбор. Кој тоа одлучува кој ќе биде председател да се конкурира? Делегатите има кандидациона комисија. На изборното собрание се пријавуваат оние кои што сакаат што се А кандидираат. до сега за зашто председател. било пракса да никогаш рибарите не сме биле запознаени кои ќе бидат тие утрката за председателското место, па да имаме некој видик да знаеме кои се што се Па види, тоа се одлучува. удржава. Тоа се одлучува на собрание, то преходно месец да доаѓаш на собрание, имаш двајца кандидати, тројца. А тие Имаш кандидати кои ги одлучуваат? на последното изборно собрание, пред јас да станам преходното, имавме двајца кандидати за председател и рецимо управниот одбор по статут е 13 члена, имавме преку 20 и нешто предлози за избор. И сигурно со тајно гласање. Се прави листа со сите имиња кои што се предложени за управен одбор и секој делегат добива листче и заокружува 13. Останатите отпаѓаат. Се сумираат сите гласови од кандидациона комисија, пардон, и се кажува тие членови после се излегува. У таа комисија рибари се повеќе? Тоа се дел верификациона комисија, кандидациона, сите се бираат од редот на делегатите и се бираат на собрание тие комисии. Тоа се комисија од времен карактер. Например, кандидационата се бира во моментот, се предлагаат, се гласа и тие луѓе преземаат одлуката на организација на избора, да речеме. Наследното е више Наследното ќе биде се од други. почеток. Да, све од почеток. А зашто има ли нешто зашто нема потреба да се јавно да се изнесат имињата на еве сега имаме можност преку групиве рибарски кај што сме сите заедно и да на тие што ќе бидат. Па не се знае до самото собрание кои ќе бидат. А кога ќе се дозми собранието, тој момент се и Па веднаш после тоа штом се помине таа промена. вие викате на МРФ страната се Се објавува, објавува. Ама апсолутно. сите ве гледаме редовно по групи кажуваат никој таа страна не ја прати. Што Па е нека проблем да почнат. биде Нека- по групи ве Па нека објавено? почнат. Ама добро више кога Ама нешто сега, путува од огромен број, Аки. што е проблем да им се олесни на колегите со еден клик А нешто што е тука, проблем тука? со еден клик на веб страната да отворат и да прочитаат? Па зашто има таму луѓе неуки, стари, секакви, многу е покомплицирана работа да тргнем од себе. Кој ќе влезем у МРФ, кај поправо што да терам, а вамо ми е све на таца. Ранг, танг, 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 ми стига звончето. Види, Еве, на МРФ. означам сите Кога и ги. да влезеш во текот на годината, на исто место ти се наоѓа управниот одбор. Ние ќе оставиме денеска у група по еден месец, кој ќе го најде? Ќе го ставам, ќе го тагувам да биде на прва. Нема сите тоа го прават. Нема што постојано да стои има Ајде, ние имаме актуелно, најголемата група во поинтересно државата, клима. најголем број, Не таму разбираш? ќе гледат. Ја ако треба секој ден ќе ги означувам сите да им алармира, сите, секој ден да им стига дојава. И што ќе постигнеме со тоа? Ќе постигнеме со тоа, горе-доле се знаеме у држава кои сме. И кога ќе видиме Перо, Петко Станкомат, и Перо, овој сафркна умало ги превари поле мало, овој да биде за председател. Чекај, овој. Па, истото може, направи скриншот на веб, ја отвора страната на МРФ. Направи скриншот од управен одбор и стави го, пинувај го на твојата страна. Добро, ма, се одвека Што е збориме проблем? која обврска има, вие како Ние што немаме водите таква тоа. обврска. Ние апсолутно немаме таква Немате обврска. многу, ама овде сега сме дојдени да направиме да се олеснат работите, што да сега почеле работови, стварале у колеги да бидеме како две различни страни со омраза. Тука кочење, зашто? А сме на Знаеш што е исто, проблемот? на иста Јас тоа иста ако борба. ставам, ќе се најдат 100-200 луѓе ќе пљукаат, ќе прават. Зашто? Ќе
Ама зашто вие тоа го дозволувате? Зашто тоа да го... Кој ќе навреди, секој бил баниран. Па не знам, ја гледам све и свашто таму читам какви све не коментари. Ние имаме тагирани не се клучни бришат. зборови, ако навредан јавувај автоматски. Тоа сакам ти кажам, ја таму читам секакви навреди кои што не личат право на годините на тие луѓе што Се согласувам. И сега јас да ги изложувам колегите мои 13-15 луѓе од управен одбор кои ми ги ставам. Кој сака нека иде на федерација, нека си ги види брате и тоа. Неизбежно е после истиот револт ќе следи и ќе се решетат тие исти зборови. Нека ги решетат, нека се видат на федерација. Јас дополнително да разгорувам оган со се извинувам, проста раја, не зборам за сите, зборам за поединци, немам намера. Честни исклучоци. Да, али па тоа што ќе биде разликата кога ја би решил утре или петком, текнало скенира и враќа. Пак значи се неизбежни тие коментари. Апсолутно, меѓутоа јас тоа нема да го започнам. Обврската и терето да не, значи можеме ние останатите да... Кој сака може што и значи секогаш ќе биде што тоа сака да прави. таму јавено све Тоа е унапред. јавно, постојано, никој Значи тоа да не нас го била трга. кочница што не сме Во биле секој момент е достапно сите информации за таму. информирани. Таму имаш и заврши сметки за секоја година, имаш извештаи од комисии. Што некој Значи треба... на црно на бело отчетот е све таму. Некој треба да седне и да прегледа. Никој не се замара, сите не полесно на така, Facebook, така. така. Епа, Све тоа е. трпи тастатура. Тоа е. Да, Затоа и со Борис, тоа беше на Борис идејата. Често поставувани прашања. Оддол направивме на веб страната. Ја кои ги гледаш дека 100 пати ја ставам на Facebook. Джабе не читаат луѓето. Ја И пак лута. Ја гледам сега каков простор им отворивме нешто што не се случило никош во историја ни 1% од тоа, а интересот беше без малку нула. Полесно е да не знаеш за да штракаш, да си се испукаш едноставно, отколку да знаеш пак ќе треба ќутиш па. Што сикам до вчера, унга бунга раката така до ово она, пријатели повелете се, све да се одгатне. Штурци, штама. Што ќе каже мукла. после кога ќе му одговориш? Кога ќе свати дека не било право затоа што го плюкал? Па да ги тргнеме тие таквите дудуците мрсомудите со извинење на јавноста. Тоа е еден збор унифициран на Балканов за таквите на интернет. И да се тргне тоа болно место да се отстрани, да останат квалитетните луѓе кои како викам ја на секој објава сум приметил од YouTube на иста звезда која ќе почнат коментари негативно, овие што бранат позитивно се откажуваат. Ништават звезда на друго видео почнале позитивно, овие се откажуваат. И се овие негативциве се многу по, да речеме, без памет, имаат кондиција да решетат да се расправат. Не е ни демократија, ни постоење на социјални Дадени им е 5 минути право, отворен простор, не одговараат никаде, немаат никаква последица за кажаното и кој ќе прво они се надоврзуваат, се надоградуваат еден по друг и нема простор за некој паметно и да сака. Сега кај ќе Ја гледаш, пробувам со внимание, пробувам онака ти свака ти час, смирено тоа сега правам, објаснувам колку можам, гледам дека некој ме сваќаат, некој воопшто не ме сваќаат, некој не се не замара да прочитаат, него си го проблемов е кај луѓето и кај мене што исто. кажам и од тоа. Почнав у сам старт, рековме транспарентно, така. Одговарам на сите, не се кријам. Ама кога музиката не е за нивни уши, Кој одговарал до кога им сега? сврби уво, секој ден го кој бил, потенцирам тоа. кој одговарал, кој бил, колку пати биле прозивани? 1% тагирани на секој објава И? предходно. Кој одговорил некош нешто? Ништо што. Мајка да му опцеш нема да се. Чути. И најлесно е увек Чути тој цитера. што ти е тука најблиску. Ево јас исто се судирам. Поставил прашање, пример таму што е како и се му кажам, го мотивират. Иди бе гајле да ти е таму, нема никого. Нема викам пријател ако идеш, можда 1% е шанса да ти дојдат, ама таа 1% ако дојдат, гледаме дека се случува 1%, после кукаат плачаат у група им дошле. Ако бидеш ти овие што те бодрат, иди нема гајле, нема утре да ти ја платат казната. И сега ја тоа ќе го напишам, следи од другиве, ти си значи поддржуваш да има контроли, да биде така, да биде вака. Се што ме ставаш у бубању, каже, јас само одговарам на прашањето. А за тебе што ти сврби уши одговорот. Зашо да нема контроли? Па, зашто очигледно голем процент дека нас има лига. Немале законска обврска, тек се со законска обврска. Па ние ја порививме пола држава која немавме обврска, кој ни прати. Ја не памтам дека некој, да. Кај све не порививме. Па не памтам дека некој ни се реваншира. Честни случаи може да е некој. Ма да ја не знам некој, али е остан простор еден. Не се случи. А порививме на дузина. Така беше. Да, и
Значи Значи, имавме многу високо ниво на ентузијазам кај нас. да, како никогаш претходно и рака на срце до денеска се бориме и тоа што ни прави раздор е тоа што луѓето сегаш тргнуваат од себе. Он што кој не може да свати дека некој може овде да се жртвува за без пари, да волонтира, да одвојува време, капак на све секој ден да го вреѓаат за тој мандат у група и тој се вика, кога ќе фатат мојот, каде бе тој сега ти седи таму за без пари, па дај да не сме будали бе, кој е така, пари нема да зима. Ни надомест, ни Јас знам, и секој ден го кажувам истото. Ни ништо. Јас и работам у приватен сектор. Фала Богу, добро живеам, задоволен сум, најискрено. Сад не се фалам него. Тоа е факт. Добри примања, све си е окей, фамилиарно сум си окей, толку. Ова ми е се уште задоволство. До кога не знам. Во моментов ми е задоволство. Разбираш, затоа што долго време сум во федерацијава и Мислиш дека можеш нешто да... и сум се расправил. Да, мислам дека може малце да бутнеме Да, работата. имаш потенцијал за тоа. Имаме добри соработници. Ти информира. Во минатото беше доста и постари составот на луѓето кои што беа во федерација, се има малце помлади. Свеж воздух. Малце, да, малце понови луѓе, генералниот секретар Борис Морис компанија, со кои што малце се придвижуваат работите, барем ја така сметам. Ја Мислам дека ќе направиме нешто малце поише. Ако ништо Секогаш- друго, светско да го организираме кој што треба, законот да го смениме заедно со Чуте, Министерство и на кој ќе и биде. таа тема ќе разглаваме. Ја стално пробувам да се ставам у глава на двете страни. Викам, дужина се тоа луѓе кои упорно со години децениски го потенцираат парите, столчето на фатира, града ја прави. И свикам сега како не можам да разберам дека некој може од ентузијазам тоа да го прави. Свикам тоа се све луѓе што не би мрднал со прст ако нема ќар. И сега си викам да најдам у себе поглед, Не можеш да кога би негираш било дека има тоа, такви. И такви како има. мене да ми рече некој, у рудник иде оној, волонтерски ги си речеме, кој ти иде у рудник бе волонтерски, таму да гине, да се прља, и сега си кажам, тој е мојот поглед, паралелно како не го на тоа, а таму тој може иде, е некој фанатик за кртица, ти се нашол нека загрозеност за видот, иде волонтерски, помош на кртот да му таму науката ја воздигне и да знаеш да ја опорави на кога гледа нема со прст не мрда никој ако нема ке шанта за кртот кој ме да нека тера патот под земја. Е така и овие си викаат. Кој бе таму од тие ти да ти седат да се расправаат да ден губат за без динар да земат. Тргнувајќи од самите себе зашто они се тие такви. Но ние меѓу себе викаме не сме будали. Ја па викам Слушаш, фала кај Богу ќе што сум псујат, така. кај Што не ми е мотив Будали. финансијата. Будали. Пошто кај мотив финансија тука више испрљана работа. Јас знам групата која стави до денеска мислат луѓе, ја дека грабам некои Па ти комбинации. тебе 5000 евра ти доаѓаат од Па тоа. ми тома 5-10 пари ја, зборам за петична, отварам да секој ден модерирам она. И кога почнавме, истите мовети, дека кажав дека ги одбив пола од Балкан дуќани, некои до 30% ми дава попуст за да се рекламираат, си викам повеќе да сум ортаклук со него, 30% попуст да препродавам да сум дуќан чарче бран. И сите ми викаат, друже, капа ти си минам што ги одбиваш овие работи на честно. И ги чувам сите. Пошто не рекламираш за 300 денари, ќе ти даjem маркица уместо за 400 евра. Ќе ти даеме Па ја ова, 25% па ја попуст. ова не сум видел никаде ова. Не сум видел. Маркицата која е спомната. Да. Многу ја обвинуваат, нас не обвинуваат, јас се ставам у Сдруженијето, пошто ја немам појма вие што кроите крчката, сум ја дал 100% до вербата, зашто ве сакам другари сте ми браќа и што вие слепо ви верувам. И сега вие сте одлучили или така говорат, сте биле најгласни на собрање као промотери да биде донесено тоа со маркиците, до претходно не постоело, нели, легитимација и од тогаш е угласано и е стартувано како Маркицата е воведена, легитимацијата за рекреативен риболов е воведена 3 години пред да се формира рибар. значи спекулации тоа одма да го решиме. Јас првата легитимација мене беше вамна, како и на сите скопјани. Значи голем број тоа го трубат дека ние клубот мој биле таму што кревале, буткале, трубеле, е воведена да се воведе легитимација. И нели за Тичановиќ да се штанцало? Не, од тогашното раководство на Македонска риболовна федерација, тоа што Васил Костов биде во федерација,
да речем, измислена и воведена легитимацијата во закон. Прво со цел да се направи регистар на риболовци рекреативни, нешто што тоаш го немало. Второ, на тој начин да се обезбеди финансирање на риболовна федерација. И тоа е за мене одличен потек. Значи, Иначе, денеска ќе немавме ни федерација, ни ништо, наискрено. на што се темели средствата у федерација? За салфетки, сијалица, Порано спајалица? се троша согласно одлуките на управен одбор. Денеска, од 24 од март, со Значи новиот претходно закон- имало простор за манипулација. Да, апсолутно. Верувам дека сам не можеш да кажеш некоја манипулација. Одлучувале 13-15 луѓе како ќе се трошат парите, не одлучувал еден. Значи не е така лесно да се изманипулира. Ама ако се Прво да се уидисани они, Ако си Јас сум во федерација, ај сега да не отприлика, ама едно, мислам дека едно 2-2,5 мандати, може 8-9 години, 10 години сум управен одбор. Никад не сум суидисал со никого. ние знам сме и трн око у тоа време како членови. Сум се расправал, да, бевме, кога влеговме во федерација, не бевме трн око, затоа што настапивме онака ентузијастички, тргнавме, баравме промени. И еве се имаме можност да ги спроведеме тие промени. И тука ја гледам и грешката на колегите што немаат поима дека они се тие главни што треба да одлучат да ги одберат представниците у своето здружение Никој не кои се ќе ги интерес- застапува Аки- дека. Аки никој не се И интересира. не се интересира, после Никој на Facebook тантара пантара после празна сите ги слама, закриви, а јас може сум- тие таму што ги од сите представуваат тие све што- контра од нив сите да тие бидат. што пишуваат, еден нема отидено уздружение каде што е член да се праша. Не знае председател Што кој е. прават, кој е председател, кај им се канцеларии, што се случува. О, вади маркицата, иде по риба, фаќа риба, трпа, И само председател од МРФ, председател и од МРФ. толку, и плюка. А ја како што Не, знаме, не, составено на МРФ-то, од на сите клубови членството, што има Да се представници делегати, своји да. овде, нели рековме на 251 член Така. и така натака. Значи, од прилика на собрание има 90 делегати. И колку е појако Од членството, 60, толку од појак повеќе- клубот. Од повеќе представници праќа. 60 здруженија, има 90 делегати. Значи, не е мала број. тие 90 души се сите контролори на тебе, ти без нив, значи автоматски си немоќен и тие све Немаат треба. избор, они те бираат. Да, и значи проблемот ја овде го гледам секој здружение членството што не отишло да се соберат и да го кажат својот став, што нивните представници да трубат. Тоа е коренот на проблемот. Е тоа да им го кажеме патот како иде Тоа е корен. легитимно, На тоа легално ступат и кажувам, секој А треба е, да почне сега и на своето видео. здружение. да организираат средба, да се видат кои се, немаат поима кој ги представува, а бараат нешто. Има здруженија што функционираат добро во Македонија, има клубови добро што функционираат, а има и Чиме здруженија- активно, значи има свој членов дека у МРФ. И тој Да, треба да, да. нивните гласноговорник да биде нивните проблеми. Ја А мислам не дека по групи рибарски да. има можда 5-6 до 10 клуба кои што тоа го прават, значи барем интерно се договараат нивниот управен одбор или кој да е раководство, А повеќе луѓе се договараат како ќе настапат за сме одредено сведоци прашање. дека еден куп така си се Останатите, договара за останатите. личен интерес и све и видовме у контра на рибарите, после се одразуваше, Па а има. рибарите удира поскроз, како викаме ние, погрешна врата. Имаше такви работи, ја не би сакал сега да се навраќам на И минатото. тоа исто ме интересира многу пред да биде ова со одлучување за гласање, избирање и така натаму. Група кај мене искочија еден куп да се лобира, ние ќе бидеме ова, ние тоа. Изникна луѓе кои ја ги викам анонимус